дневната соба кај своите родители во Скопје се опаравува, лекувајќи ги тешките повреди од сообраќајната несреќа во Охрид. Како пешак настрада, а неговата 44 годишна девојка загина на пешачката патека на туристичкиот булевар во Охрид, кога 22 годишен возач прелета преку кружниот тек и ги собра двете жртви. Повреди имам 3 скршени ребра, 8, 9, 10. Ногата овде ми е во гипс, некоја коска до коленото фибула пукната е и некои рани. Тоа е, тоа психава што те јаде, тоа е највише. Што ти викам цело време се бориш, како можеше, зашо не направи вака, зашо не отидов, зашто отидов по пица, зашто све се тоа секунди што би смениле. Нашиот соговорник цело време лежеше, под терапија за болките, под таблети за смирување, со големо прашање. Иако е жртва, иако е повреден, никој досега не му зел изјава за настанот кој се случил на 19 јуни. Првата изјава ја даде пред камерата на Код. Ми падна после некој време чудно кога дојде моите, зашо никој не дојде да ми земе изјава, него доле пред да ме стават во таа машината што снима, што скенира, полицаец дојде ми бараше, ми зема крв и мокрач. Зашо не ми зема изјава, да рече? Само еднаш го контактирал полицаец телефонски преку мобилниот на брат му кој бил во станица. Ми кажале, јас сум брат на тој што е повреден во сообраќајката кај што загина девојка му, зошто никој не е дошол да му земе изјава. И снава вика се растрча сите, па не знам шо, како дошол некој командир и брат ми кога се го прашал како може ли да збори, тој може. Пази со кои зборови ми става. Абе брат. Телефонски вика се јави? Да ме праша што се, абе брат, знаеш ли што се случи да кажеш. Идеше да го рече, дај ми го телефонот на брат ми и батали ги. И само така ви зема изјава таму? Па тоа изјава ли? И за така ве праша? Да, што се случи. Телефонски. Од полицијата пак не одговорија дека изјава била земена без прецизирање дали е телефонска или по записник со подпис. Покрај другите мерки, извршени се разговори со повеќе лица, како и со пешакот ДП 45 години од Скопје, кој во критичниот момент бил на тротоар пешачка зона со сега починатата АБ 44 години од Охрид. За разлика од полицијата, од обвинителството пак вела дека соговорникот на Код допрва ќе биде испитан поради здравствената состојба.